Подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Александар Николовски, до јавното обвинителство да ги поднесе сите докази за некаква нова криминална коалиција со Сашо Мијалков. Во спротивно ќе поднесам тужба за клевета, изјави братот на премиерот Вице Заев за 1TV. Најблискиот соработник на опозицијскиот лидер Мицкоски, по исклучувањето на видни партиски членови од партијата, го обвини Вице Заев дека е дел од таква коалиција. Барам кажаното во емисијата да го докаже на начин што сите евентуални докази ќе ги поднесе до јавното обвинителство, а доколку не го стори тоа во рок од 3 дена, ќе сметаме дека докази нема и дека сето тоа е измислица, па според тоа ќе поднесам тужба за нарушување на честа и угледот, бидејќи ми се нанесува политичка, но и материјална штета. Не гледам како може да се направи било каква споредба помеѓу мене и поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков. Ниту сум избран и именуван функционер, ниту имам некаква функција. Јас сум бизнисмен и со години работам во приватниот сектор. Моите фирми не учествувале на јавни тендери во изминатите години, а најмалку во последните неполни 2 години во кои мојот брат Зоран Заев е председател на владата на Република Македонија. Александар Николовски овие обвинувања ги искажа по Централниот комитет одржан веднаш, откако 7 пратеници на ВМРО-ДПМНЕ гласаа за потребата од уставни измени за договорот со Грција, но и во емисија на 1TV. Централниот комитет го повикува јавното обвинителство по допрен глас да ги истражи наводите за притисоци, закани, уцени и подкуп на пратеници. И на крај, сакаме да ја честитаме новата криминална коалиција во Република Македонија, Зоран Заев, Вице Заев, Сашо Мијалков. За среќа, ВМРО има механизам да се прочисти, да се исчисти и јасно да чекори напред. Од денес ВМРО-ДПМНЕ чекори напред. Според Вице Заев, ваквите обвинувања од страна на Николовски се упатени поради недостиг на демократски капацитет и личен морален кредибилитет, а со цел да се релативизира фактот на антагонизмот кон Европската Унија и НАТО. Раководството на ДПМНЕ перманентно изминатиот период ја труе македонската јавност со прозивки на моето име во разни негативни конотации врзани за незаконски дејанија. Според Вице Заев, неговиот брат ја добил целата поддршка, но на сметка на тоа биле изложени на огромни ризици во времето на објавувањето на бомбите од масовното незаконско прислушување на над 20.000 луѓе во државата. Не треба да се заборави дека во нашите семејни фирми работат околу 1000 лица, на кои во овие тешки економски, но и политички услови им обезбедуваме плати и екзистенција, вели Вице Заев во интервју за 1TV.